доколку би зборувале за авангардната македонска мода, тогаш прва асоциација секако би било името Мите Занов. А доколку за авангардната мода би рекле дека ги предизвикува традиционалните идеи за убавина, пропорција и носливост, тогаш неговата последна јубилејна, со еден значаен јубилеј од 10 години, ово само го потврдува ова. Денеска, еве, тоа ни е особен значаен повод за овој муабет со Мите Занов. Мите, добре дојде. Добре ве најдов, благодарам за поканата и навистина ми е задоволство што сум денес еве ваш гостин, да позборуваме за тоа што се случи еве пред неколку дена и општо, мислам, навистина ми е задоволство што сум денес тука. Навистина извонреден повод, не само повод како повод, нели, 10 години од твојата работа. Меѓутоа и она што се случи како воопшто што го прикажа е особено задоволство се зборува околу тоа. Так. Значи Мите 10 години. 10 години, да, 10 години работа, 10 години творење, 10 години креација, кое што, да кажем, ги имав таа идеја за да се организира еден таков настан и да се направи една таква ревија, ги имав како мисла уште пред 2 години. Па нормално се планира. Да, се планираше буквално 2 години. Реализацијата нормално, нели, на целиот проект и на целата колекција траеше последните неколку месеци, меѓутоа како идеја ја имав доста порано. И тоа се виде. Мислам, буквално се виде дека не е направено само заради јубилејот, туку е навистина не само планирано, него и целото организирано до крај, до секој детал. Во овој момент ова беше ревија која што не воспостави нови стандарди, туку не врати на нешто што како што треба да изгледа една модна ревија. Буквално до секој детал. Јас ќе кажам, нели, од собственото искуство дека е многу тешко скапо во прв момент, нели, да се обезбедат финанси, затоа што тоа е скап проект. Меѓутоа, веројатно и планирањето долготраено, нели, заради тоа е успешно. Од друга страна, мислам дека најтешкиот момент е да се најдат соработници, вистински професионалци, за да ја изведат работата до крај. Апсолутно. Затоа што е еден мал гаф или било какво може да измести целата работа. Меѓутоа, овој пат навистина со задоволство, мислам дека секој од присутните го почувствува тоа, од седиштата кои што беа со име и презиме, па да никој не стои, па до таа леснотија на ведувањето на луѓето до седиштата, без еуфорија, сосема спонтано, лежерно, па до она што го видовме како твои дизајни, а да не зборувам за сценографијата и се она што се пропратни елементи на една модна ревија. Во најголема мера си заслужен ти. Јас бев одушевена од сценографијата. Меѓутоа, знаејќи те, и како нели наназад ги имаш работено и едиторијалите до секој детал. Да. Не ми изненади, ама навистина ми направи задоволство. Така, баш ми е мило, да, значи како што кажа, беше еден проект кој што се размислуваше и се работеше доста време. И се внимаваше буквално на секоја ситница да биде организирано, да е се под конец, затоа што и без разлика дали организирам ревија или не, како што спомнаете и за фотосесии, знам дека дури на моменти можеби сум и премногу голем перфекционист и доста самокритичен, па внимавам буквално на секој детал. Значи, буквално до секоја ситница, што се вика на нашки кажано, конче да не штрчи. Така да, беше еден процес доста макотрпен, за да може да се реализира тоа како што изгледаше, за кој што сум навистина горд на крај како излезе се. Конкретно примерите, ајде ќе почнем од како доаѓа и како се развиваа самите тие идеи. Знаев како што напоменав и претходно, буквално 2 години унапред, дека покрај
што ќе презентирам нова колекција, дека сакам да имам сакам да има прикажано и една ретроспективна изложба, односно да бидат прикажани модели од претходните мои колекции. 18 колекции претходно кои што ги реализирал заново во овие 10 години беа поставени на 18 кукли. Иако звучи многу едноставно, воопшто не беше едноставно тоа, затоа што времето, финансиите, средствата не е туку така едноставно да се најдат 18 кукли, тие 18 кукли да ги прилагодиш буквално на моделите кои што сакаш да ги презентираш, па како тие да бидат убаво наместени со светла, за да може секој да има плюс дополнително и пристап и простор, за да може да ги погледне сите тие модели кои што досега биле реализирани од мојот бренд. Самата ревија беше беше едно магично искуство, можам да кажам, затоа што не е прв пат да организирам модна ревија самостојно, меѓутоа ова имаше една друга посебна тежина и посебна магија. Затоа се внимаваше буквално на секој детал во однос на светло, во однос на музиката која што беше буквално музиката мој избор. Техничкиот дел, тука постоја нормално луѓе кои што си го завршија сето тоа. Ама твојата замисла да изведат, тоа е многу битно. Тоа е многу Тие имаш битно. замислата, меѓутоа луѓето да осознаат да може да изведат како што треба. Така е, апсолутно. Видете, кога се работи на таков еден проект или било каков проект, мора да постои, не го кажувам ова надмено или нешто слично, но мора да постои човек кој што ја има идејата и визијата. Како што јас ја имав од сам старт. Точно знаев како сакам да бидат наместени куклите, точно знаев каква сакам да биде музиката, точно знаев какво сакам да биде светлото, каков да биде подиумот, столиците како да бидат наместени. Тоа беше процес на развој на идеи, на истражување на каков е просторот, што дозволува, што не дозволува. Благодарен сум, морам да напоменам за маркетинг агенцијата која што беше вклучена во овој проект и Олайт Хаб, меѓутоа морам да ги напоменам и луѓето кои што ми беа десна рака во целиот овој проект. Луѓе кои што неминовно е да не ги спомнам, луѓе како Дамјан Бајовски, Јана Бурче, Димитар Бабков, Тони Петрушевски, Виктор кој што ми е другар од факултетските денови и кој што специјално дојде од Копенхаген, затоа што он моментално таму живее веќе со години, дојде специјално од Копенхаген за да биде дел од настанот и несебично и безрезервно помогна за се да биде буквално под конец. Имаше и многу други луѓе кои што можам најгордо и најблагодарно да кажам дека се мои пријатели првично, па после тоа мои соработници што безрезервно дојдоа и помогнаа да се реализира сето тоа. Неминовно е да ги спомнам, мислам, кога правиме муабет за самата ревија, неминовно е да ги спомнам моделите од Model Scene агенцијата, кои што работам со нив буквално од моите почетоци, буквално дури од кога сум бил студент и до ден денес работам со нив затоа што, мислам, секогаш сум имал најкоректна соработка со таа модна агенција. И навистина ми беше моментот што го кажувам на таа магија и тоа исполнување, покрај аплаузот и покрај убавите коментари, најмагичниот момент ми беше што секој еден модел, дори бевме во бекстејдж или дори правевме недела дена претходно фитинзи, секој еден од тие девојки и момци кои што ги презентираа моите модели, уживаа во тоа што го носат. Тоа сакав да го напоменам, затоа што и од моето искуство знам како изгледа и колку девојките се трудат или не се трудат. Меѓутоа се гледаше колку се трудат всушност, нели? Колку им е важно, убаво и да уживаа во бидат, тоа. да онака. Буквално.
што е неретко. Да, Мислам, апсолутно, да. Ама веројатно и твоја заслуга, нели, упатеноста што напаи таа си енергија што имате веројатно и со подолго време. Апсолутно. Па добро, видете, јас сега за оваа ревија, да, нормално работев со модели кои што работам и веќе Па и години со нив. вежбањето, и тоа е многу важно, да, значи не е една проба, па не знам што, него Да, буквално мора да биде. И вежбањето, и комуникацијата, и давањето на храброст. Значи, јас сите мои луѓе, сите мои соработници, без разлика дали се модели, техничари, организација, луѓе мои пријатели што доаѓаат таму, многу е битна комуникацијата, многу е битна почита кон тие луѓе, затоа што тие луѓе без разлика дали се дојдени таму со хонорар или не, тие луѓе дојдоа таму да се ја завршат најпрофесионално нивната работа. И доколку ти како водич на целиот тој настан и водич на целиот тој проект, ако не им го почитуваш трудот на секој еден од нив, тогаш нешто ќе киксне сигурно. Тогаш ќе има незадоволство, тогаш нема да е таа магија како што ја спомнав дека постоеше таа магија. Ама и обратно, ако не го почитуваат твојот труд, тогаш нема да се дадат потполно, нели? Апсолутно е така. Сега, нели, кога зборуваме за воопшто за ревијата, целата таа идеја околу изведбата, нели, на страна, меѓутоа суштинското, она што го прикажа како колекција, е многу важно да се каже, затоа што не беше класична ретроспектива или рециклирање на она, туку самата идеја и самиот кажуваш дека долго време ти, нели, само тоа име ја отсликува целата идеја, нели, ехо. Да, апсолутно. Па со сценографијата кој што заокружува и моментот на твоите референции на кои што самиот си реферираш, нели, на собствените референции е многу важен. Сега во тој процес на формирање на колекцијата, ти си морал да се навратиш на, нели, сите овие 10 години наназад. Апсолутно, да. Па како течеше тој процес мисловен? Нели, на осмислување? Затоа што не бе, пак ќе кажам, не бе само, нели, некаква рециклажа, туку буквално една нова димензија на референција. Да, со моменти кои што беа инспирирани од претходни колекции. Процесот на реализација и на креирање на целата колекција не беше воопшто едноставен како што мислев дека ќе биде на почеток, затоа што си размислував на момент дека јас сум ги направил сите тие колекции, јас ќе ги извлечам тие моменти кои што мислам дека се најзначајни и ќе ја формирам веднаш. Меѓутоа воопшто не беше така, затоа што без разлика што е тој еден дизајнер, тој е тој дизајнер кој што ги направил тие 18 колекции, меѓутоа сите тие 18 колекции без разлика што го има тој заштитен печат на Занов, пак сите си имаат секоја посебна приказна. И беше навистина предизвик да може од сите тие 18 колекции јас да ги спојам во една. Се работеше доста време, самото скицирање прво и самата идеја, развој на идејата што ги правев, се скицираше и се трташе доста време. Дури јас не усетив момент дека во рете веќе имаме некаква насока. Не знам колку скици имам нацртано за оваа колекција, за да може на крај да се сведат на 30 модели. Сакав да биде пообемна колекција, за разлика од претходните кои што сум ги правел. Па и заслужува, мислам, дефинитивно. Мораше всушност. Мораше, апсолутно да. Не сакав па ни да претерам да направам сега колекција од 60 модели, значи мислам дека беше сосема непотребно, доволно беа овие 30 модели за да ги прикажат буквално тие моменти од овие 10 години, од претходните колекции, значајни моменти, но исто така внесов и нови моменти кои што не биле видени до сега. Не ми даваше едноставно срцето и душата и мене како дизајнер, не ми дозволуваше јас да направам се што е инспирирано само од минатото. Туку нормално вметнав и некои нови идеи за да ја има таа поврзаност, таа кохезија, таа приказна што луѓето што беа и присутни на самиот настан, и луѓето што ќе ги гледаат сликите сега
платформи, на социјални мрежи, да може да ја видат таа приказна буквално од првиот до последниот модел. Приказна што ќе можат да ја почувствуваат, емоцијата што ќе можат да ја почувствуваат, затоа што ете пак ќе го напоменам и тоа, како дизајнер размислувам не само на моделите, не само на креацијата, туку размислувам буквално на целиот визуелен идентитет на нештото што се представува. Како музиката ќе направи луѓето да се почувствуваат во тој момент. Дури и добив коментари, дури и добив коментари од луѓе дека буквално не гледале модна ревија, туку гледале театарска представа во неколку чина. Со музиката, со светлото, со моделите како излегува, значи буквално не беше типична и класична модна ревија. Да, па апсолутно, всушност како што се прават во светот, нели? Да. Кога сме веќе колекцијата, сакав да напоменам дека самата колекција, ова што го зборуваш, всушност на крајот го покажува твојот еволутивен пат и колку си созрел, значи моментот на оваа колекција го заокружува твоето созревање и буквално се покажа, мислам. Так. Никогаш подобра колекција, разбираш, тотално. Сега ова ти прави и понатаму задолжение да. Добро, да, нормално. Видете, јас и со секоја колекција нормално дека сакам да прикажам, затоа и не отидов кога размислував каква би била новата колекција Ехос, не ни размислував во еден момент дека тоа треба да е некакво рециклирање или јас да сега од претходни модели истите модели пак да ги пуштам на ревија. Воопшто тоа не ми беше. Не си созрен. Точно така, значи воопшто не ни размислував на тоа. Знаев дека од старт сакам да биде нова колекција која што ќе го прикажува тоа. И јас дури сам на себе сакав да си, ајде најпросто ќе кажам, да си покажам и докажам колку јас сум созрел. И во однос на дизајн, и во однос на изработка, и во однос на сигурност и на самодоверба, затоа што претходните колекции кога сум ги работел, поготово па првите колекции, првите 5, ајде можам да кажам, сум ги работел, но секогаш постоело момент на дали е ова добро, ова не е добро, како ќе се прифати, преиспитување кој што видете, не се лажем, јас и до ден денес го имам тоа преиспитување, ама и без тоа тоа е неминовно. Точно така. Јас дури и слободно ќе кажам дека дури не ги видов моделите на фитинг, кога правев фитинг кај мене во студио со сите модели, манекенки кои што беа дојдени кај мене, јас до тој момент се уште бев да видиме како ќе изгледа, што ќе изгледа, затоа што да, сигурен сум во тоа што го правам, но не сум сигурен како тоа на крај ќе изгледа. Јас осетив едно леснување и еден позитивен фидбек што се вика од сам себе, кога видов како работите стоја на девојките и на момците кои што ги презентираат. А има ли поубаво и подобро тоа, затоа што нели стои дека лошиот модел може да го уништи најдобриот дизајн и обратно, најлошиот дизајн да го нели да се изведе еден модел да го изведе најдобро. Апсолутно е така, апсолутно. Така да кога ќе се спојат тие две работи, не може да не биде. Апсолутно е така. Верувам кое е задоволството, нели, крајното. На крајот на криштата зошто и постојат нели модели и модни реви кога треба да се оживее облеката, иначе на кукла е сосема друга приказна. Така е, апсолутно. Другиот моментот, затоа јас и на многу мои колеги, помлади примерете, мои колеги соработници, луѓе што ги почитувам, луѓе што ги сакам, луѓе што доаѓале кај мене на пракса, луѓе што ми се другари, ги поддржувам и им давам мотивација и храброст да иако е тешко, воопшто не е едноставно да се направи модна ревија поради првично финансискиот трошок, второ поголемата организација, трето многу поголемиот притисок затоа што веќе од старт имаш многу поголем тим кој што работи позади сето тоа. Не е фотосесија кој што имаш пример, само еден модел, еден фотограф, шминкер, фризер, толку. Тука имаш многу поголем тим. Да, и таму можности за корекции колку сакаш меѓутоа. Точно така.
Затоа и ги поддржувам тие луѓе и несебично ги поддржувам тие луѓе да направат модна ревија, да го искусат тоа, затоа што тоа го кажувам од моја искуство, не го зборам на памет. Многу посериозно те доживуваат луѓето. Веќе те сваќаат како човек кој што чека и тука не е само сликички на Инстаграм. Тука има тежина, тука има некој Многу кој работа. што е одговорен, кој што е организиран и знае како да се сноси со тоа. И тоа, верувајте дека навистина е едно нешто што е навистина благодарно кога ќе ја осетиш, кога ќе го осетиш тој позитивен фидбек од луѓето, од публиката, од луѓето што биле на тој настан, луѓето што не успеале да дојдат на тој настан, ама слушнале од други луѓе, па ти пишуваат, па те контактираат. Навистина е нешто што како дизајнер добиваш премногу со тоа. Самиот момент кога ја гледаш обликата во живо, непосредно пред тебе, и како нели оживува со движењето, тоа е незаменливо. Настрана од едиторијалите кои што исто така извонредно ги работиш, мислам се баш на едно светско ниво. Ама и тука се гледа таа работа, е посветеност, страст, да се направи нешто добро. Мислам, сега, окей, ама баш се паралелни, нели, нешта и не сите умеат, нели, да ги... Така, да. Пак ќе кажам, како човек и како дизајнер, најбитно е да имаш визија, да се трудиш, да работиш премногу, затоа што ова професија не е професија кај што ајде само ние ќе се сликаме и тоа е тоа. Јас само имам желбата, ама јас не можам да го направам тоа и тоа. Ама јас не можам да не спијам цела вечер. Ама мене ревијата ми е утре, конкретно еве ви го кажувам тоа и за последната ревија. Ревијата ми е мена утре, ама јас имам уште 4 пара ракавици што треба да се завршат, ама не можам, ми се спија, јас ќе ги оставам, ќе ги баталам. Не, конкретно еве пак ќе ви кажам, јас за последната ревија и не го крием тоа и не се срамам од тоа нешто. Јас, значи, петок спрема сабота, јас работев до 8 часот бајле, затоа што требаше да ги довршам тие некои ситници, кои што останаа последни, за жал. А секогаш има. Да. Иако беше се организирано од старт, меѓутоа пак останаа некои такви ситници последни, затоа што веќе последната недела имаш еден тон други обврски, трчаш на едно место, трчаш на друго место, одиш во просторот кој што се организира нели ревијата, па да видиш технички како ќе изгледа, што ќе изгледа. Така да мора да покажи жртва, мора да, ако сакаш нештото да успее. Ама и самите продукти или она што во овие 10 години го имаш направено, зборува јасно дека многу труд, многу работа имаш вложено во тоа. Не, буквално, мислам, не се гледа тоа. Така. Затоа што 18 колекции за 10 години не е малку. Не е малку. Не е малку, дури ќе кажам и нескромно, поготово за во Македонија, па мислам дека ако не сум единствен, може еден од ретките кои што имат реализирано толку многу колекции. И континуитетот да го издржиш. Да. Како ти доаѓа инспирацијата? Мислам дека најголемиот, еве да те прашам на крајот, што е најголемиот кошмар на дизајнерот? Може би тоа е инспирацијата. Како ти доаѓа инспирацијата? Како потрага или како импулс? Во најголемиот случај доаѓа како импулс, затоа што, не знам, може би веќе дека 10 години не се многу, ама не се ни малку, па веќе сум навлезен ептен во оваа професија. И точно знам... Дека тоа доволно граница да се види докаде си. Така. Доаѓа како импулс затоа што, пример, ми се случувало во претходно реализирани, пример, колекции, ја завршувам една колекција, ја презентирам дали преку фотосесија, дали преку модна ревија. Кај мене веќе има идејата во глава за следната. Што би сакал да правам, како би сакал да правам. Така дојде, пример, идејата за една колекција што ја реализирав крај на 2023, Heartbeats, кај што за прв пат вклучив и машки модели.
Јас како дизајнер и на диплома сум дизајнер за женска облека. И тоа сум го работел и го работам тоа со години. Меѓутоа, дојде некој порив од внатре дека ајде да пробам да направим машки модели. Не мора да се 20, не мора да е цела колекција машки модели, меѓутоа ете да вметнеме и машки модели неколку. Да ја видам и реакцијата каква ќе биде и од луѓето, да видам јас како ќе се снајдам во сето тоа, така да мислам дека и во секоја колекција сам на себе си давам некој предизвик. Да, го задржувам тоа што е типично и специфично за Занов, меѓутоа си давам предизвици за дури и во однос на техничка изработка, дури во однос и на материјали можеби што не сум ги користел, во кроеви, во форми. Така да мислам дека тие предизвици кои што си ги сам на себе што си ги создавам, дополнително ми ја даваат инспирацијата и поривот и дури и начинот на реализација понатаму со колекцијата. Мислам дека дури најголемиот кошмар, како што спомна на еден дизајнер, е таа креативност да престане. Доколку таа креативност престане, веќе се случува ти да тапкаш во место. Или да се откажеш и да не работиш колекции. Не е дека не ми се случило, значи сум имал моменти кога се трудиш да направиш колекција, почнуваш да ја црташ, но имаш една креативна блокада, што зависи таа блокада од умор, од исцрпеност, од просто кажано burn out, што има, затоа што си јас, примерете во мојот бренд сум само јас. Јас сум тој што ги црта скиците, ги прави шаблоните, ги крои фустаните, моделите, ги шие понатаму, буквално од А до Ш. Среќа, ете, пак ќе ги напоменам и не смеам да ги заборавам моите две асистентки кои што доаѓаат последниве неколку месеци, кои што навистина се едни изводредни, млади, надежи, креативци, дизајнери, Ангела Бикова и Невита Аџија, кои што помогнаа во конкретно во оваа колекција за реализација на колекцијата. Да, нормално, јас сум тој што го има главниот збор, јас сум тој што кажува како ќе се реализира нештото. Добро, оние технички мали работи кои што навистина може да ти помогнат во процесот. Апсолутно. Одземаат време, Одземаат време и така. Така да, мислам дека најголемиот кошмар е тоа. Да ја снема таа креативност, да се чувствуваш заробено, да се чувствуваш, да немаш никаква инспирација од никаде. Сега тоа да влија и од умор, и од премногу работа, и од исцрпеност, но некојаш да влија и од надворешни влијанија, кои што не зависат до тебе. Човек си на крајот на крајштата. Апсолутно, да. Затоа и навистина беше освежување овие машки модели што ги имаше на последната Так. мислам, во целиот тој недостаток на понуда за машки модели кај нас. Не само што беа интересни како дизајни, иновативни, модерни, ама ете и тебе ти веројатно ти даваат потврда дека можеш да бидеш успешен и на тоа поле. Апсолутно, да, исто, значи ете како што го напоменав моапетот дека си давам предизвици сам на себе, кога почна во глава да се раѓа идејата за оваа колекција, се уште немав ни име тогаш на колекцијата, знаев каква ќе биде, која е инспирацијата, од кај ќе влечам јас идеи и форми, меѓутоа немав ни појма како ќе се вика колекцијата. Значи тоа буквално се деси кога ги цртав скиците, слушав музика што ми е инспиративна, секогаш кога работам со пуштена музика, го знаев, просто кажано, мудот, го знаев каква порака сакам, каква приказна сакам да кажам со колекцијата. И така после тоа се роди се едно по друго. И така дојде и моментот, мора да има и машки модели. Тие модели ќе бидат вклучени, ќе бидат нормално синхронизирани со сето друго, ама дека морам да ги вметнам пак, после 2 години од таа колекција, морам да ги вметнам пак. И дури беше многу интересно, затоа што исто добив такви коментари, луѓето не очекуваа, затоа што јас и на никој не спомнав дека ќе има машки модели. Луѓето очекуваа дека ќе биде комплетно колекција, кај што ќе се само женски модели, и дури онака кај што гледав видеа, дури има и реакции од публиката на тие видеа што ги видов кога излегува првиот машки модел.
Така да, интересно е, навистина интересен тој момент да направиш на луѓето ете на тие што дошле тука и ја знаат твојата работа и ја почитуваат твојата работа, ти се соработници, ти се клиенти, ти се другари, ти се дури луѓе што не те познаваат лично, но меѓутоа ја сакаат твојата работа, ја почитуваат твојата работа. И беше интересно да се види тој момент да им прикажеш на луѓето не само нова колекција, туку во таа нова колекција да има и изненадување, да има и воодушевување, да има и нешто што до сега не го виделе. Па на крајот на криштата и тоа е поентата со изненадување, иначе која е смислата ти да правиш наредни колекции ако немаш надоврзување, освежување, изненадување. Така е, апсолутно. Кога сме века колекцијата уште ме интересира нели она што е твој заштитен знак. Мислам дека се препознаваш, дури да не споменеме, се препознава дека е тоа нели твој дизајн. Меѓутоа најповеќе те препознаваат по корсетите. Да. Некако тоа не мислам дека ти е целно, ама ете така, веројатно студентските денови се привлекуваат тој интерес за апсолутно да. Видете дури и пред студентските денови јас како дизајнер, тогаш не сум ни бил дизајнер, меѓутоа желбата за дизајнер што сум ја имал дури како мал, секогаш кога сум гледала ревии, кога мислам на телевизија и на интернет на такви платформи, секогаш најмногу впечаток ми оставале ревии од висока мода. Од секогаш тоа ми било, значи нешто што јас едва сум чекал да дојде периодот на јануари или на јуни, кога се баш ревиите, календарот на ревии на висока мода, за да видам што ново се случува, какви се тие ревии. Сега имав можеби и таа среќа да растам во период и да собирам инспирација од моден дизајн буквално во период кога, не речам, едниот најголемите гениалци на модниот свет, кутуриери беа активни. Да не ги забравиме Џон Галијано што работеше за Диор и Меквин, како Меквин. Значи, дава нова свежина на високата мода, која во еден момент нели така. Во еден момент високата мода имаше стагнирано, немаше ништо ново, се повторуваше, се беше монотоно. Така да, уште од тој момент знаев, дете сум бил, не сум знаел. Меѓутоа, ме привлекувало таа форма на истакнат струк, на истакнати градина, буквално таа форма на песочен часовник. Кога веќе ги започнав, да кажам, мојата академска стручна едукација, нормално дека во сите мои дизајни се обидував да ги вметнувам. Не се ни обидував по ствари. Тоа си доаѓало спонтано. Тоа е тоа што мене ми лежало. Секогаш дури кога ги навраќав еве колекциите што досега ги имам направено, па дури и во студентските денови, па дури и самата дипломска работа која што ми беше, секогаш ја имала таа форма. Секогаш корсетот си постоел. Дали на еден начин или на друг начин, дали тој бил скриен внатрешно, дали бил надвор за да се гледат сите тие линии, фишбани и врзување, секогаш бил присутен. Корсетите како корсети, мислам дека најмногу актуелни станаа во мојот бренд во периодот буквално после короната. Затоа што свесни сме дека не се случуваше ништо, стагнира се, немаше работа, немаше финанси, видете, јас ова што го работам, јас го работам само ова. Јас немам и пропратна друга работа. И мислам дека никогаш не си помислувал на нешто друго. Никогаш не сум ни помислувал. Точно си знал. Точно сум знал, точно. Да, после самите факултетски денови, сум пробувал, сум работел затоа што нели нормално за живот и за се требат финанси на крајот на денот. Имав неколку искуства со работни ангажмани. Меѓутоа,
буквално 2 години после после дипломирањето, јас веќе го почнав брендот Занов како бренд професионален кој што ќе вади колекции, ќе работи со клиенти и сето тоа. Така да не беше едноставно во тој период со короната, немаш работа, немаш финансии, немаш како да ја платиш основни работи, кирија, сметки, сам себе да се издржуваш. Така да тогаш направив некои капсулни колекции, дури да ги наречам, на парчиња кои што ги направив колку ајде нешто да се случува. Ајде нешто да има, да не е дека сега на брендот не се случува ништо, стагнирал затоа што не се случува ништо. Не, го имав цело време тогаш на светот. И така ми дојде идејата, ајде ќе направам корсетчиња, ама само корсетчиња да бидат. Кои што ќе бидат тотално продолжни парчиња, тотално може да се комбинираат со се. И тогаш се случи бум, се случи експанзија на тие корсети. Да, само зборува колку и на младите девојки им е потребна свежина, некакви нови. Точно. Јас си дав за право да те дефинирам нели како авангарден дизајнер. Да. Меѓутоа не се работи за нели строга авангардата, нели баш некаква елеганција со авангардни нели моменти. Авангардно, ама сепак носливо. Носливо, да, буквално. Да, тоа е она твојата карактеристика. Дури, ама сепак тоа е една луксузна линија. Так. Не е за секојдневна употреба, не е буквално е нели за одредени пригоди, од друга страна е многу податна за она што е естрада, шоу бизнес. Апсолутно, да. И тука се покажа нели целата таа податност на работите што ги правиш, па имаш и соработки многу интересни. Так, да. Па дури ти се прошета дизајните во Милано. Например, точно така, да. Ама ова е интересно со работите, нели, каде што те препознавам. Да, навистина тоа е пак едно чувство на огромна благодарност и едно чувство на дури на неверување во извесни моменти или луѓе некои што си ги доживувал буквално како идоли или си успевал да ги гледаш само на платформи и социјални мрежи, каде што си мислел дека воопшто не се достапни до тебе. И беше навистина тоа еден момент на огромна една благодарност и неверување кога тие луѓе те контактираат за твое парче. Тие луѓе, примерете, мене лично не ме познаваат. Не знаат никој стои позади брендот Занов. Што е фантастично, затоа што преку работата те познаваат, а не... Апсолутно. И кога ќе видиш дека луѓето почитуваат за тоа што ти го правиш и ти го креираш, па мислам дека нема нешто поблагодарно од тоа. Затоа што пак и тоа неколку пати го спомнав овој период. Поголема потврда за тоа што го правиш. Точно, огромна потврда е за тоа што го правиш и овој муабет, поготово последниве 2 недели, неколку пати веќе го кажав. Доаѓам од Валандова. Во Скопје сум веќе, да кажем, период колку што сум бил во Валандова. 18 години сум бил таму, 18 години веќе сум тука. Не доаѓам од фамилија кои што можеле да ми пружат финансиско изобилие и мене да ми платат, ти сега готвори, имаш, правиш што сакаш, ти отвараме тебе модна куќа, брендиште, империја. Не, се што сум го направил само од нула. И ова не го кажувам за да се фалам, ова го кажувам само и за други млади креативци и дизајнери кои што ја има таа амбиција и таа желба и таа страст во себе дека можеш да успееш. Може да се успее доколку работиш честно, доколку работиш на сам себе, доколку и толку колку што имаш ги вложуваш во себе. И не сум ги бркал, не сум трчал јас по тие соработки. Туку тие соработници дошле кај мене. Што е уште еден показател како трудот луѓето знаат да го вреднуваат. Истинската вредност веројатно си го наоѓа својот пат, да се надеваме, да. Така е. Мислам, не е едноставно, пак не се малку 10 години работа за да стигнеме до некое ниво. Јас сум свесен дека ова не
највисокото ниво Тама кај што јас работа. можам да дојдам. Ќе има уште многу, но најбитното е тоа, да не се откажеш, дури и во период кога ти е најтешко. Сум имал многу периоди во животот во овие 10 години кои што ми било многу тешко. Што било емотивно, што било финансиски, што било екзистенцијално, значи како сите ние што сме ги имале тие моменти во животот. Но тие моменти, барем јас сум си ги доживувал дека чекај, ова ќе ме направи многу посилен сега, а не да се откажам од тоа што го сакам. Еден од тие моменти беше колекцијата која што ја направи за како посвета на твојата мајка, значи Точно. ги канализираше своите емоции. На крајот на криштата и модата пак се сведува на емоции. Меѓутоа тие едни вакви емоции ги канализираше преку една навистина успешна колекција. Да. Дури и несебично ќе кажам, мислам дека и таа колекција можеби беше и првата колекција кај што најпросто кажано сакав да ја покажам сета моја емоција, да биде стаена на најпросто кажано на тацта. И во тој момент дури може ќе звучам грубо, но не беше гајле другите што ќе мислат. Буквално за таа колекција сакав се што носев со мене тие неколку месеци, да го прикажам, да го извадам на тацна да го кажам на некаков начин тоа што ми лежело на душа. Затоа што таа личност на која што беше посветена таа колекција веќе ја немаше. Немав како да го кажам тоа што го носев со себе и успеав да го кажам преку тоа што на начин на кој што најдобро знам тоа да го кажам. Преку креација, преку дизајн, преку модели, преку една ревија која што видете во однос на организации сум имал многу поуспешни ревии од таа. Меѓутоа таа ми е до ден денес едно од омилената поради тежината и емоцијата која што ја носеше. И секако допринела да ги извадиш чувствата од себе, затоа што тоа е еден вистински начин, конструктивен Апсолутно така. Дури мислам дека во тој момент кога многу пати го слушаме моментот бизнис и емоции не треба да одат заедно. Бизнис е, индустрија е, меѓутоа без креативата не би постоела на крајот на криштата. Апсолутно, без креативата, без уметноста, затоа што јас мислам се ежам кога модата ја поврзуваат само со бизнис. Да, бизнис е, нормално дека јас ова го работам и за финанси, апсолутно. Меѓутоа, ако гледаш само низ призмата на парите, тогаш нема да оставиш никаков идентитет како дизајнер. Тоа што го спомнаш, што навистина ми е драго дека е така, дека моите парчиња облека, моите дизајни се препознаваат и без да е никаде пишано. Значи тоа е нешто што верувајте за еден дизајнер е најблагодарното нешто, кога твоите парчиња облека веќе луѓето ги препознаваат. И кога се безвременски, како што се твоите, и функционираат од првата дипломска работа, која што апсолутно може и ден денес да се носи. За тоа беше таа хронологија на изложбата, колку да се види развојниот пат, меѓутоа од друга страна и покажува колку се навистина, мислам, таква ти е определбата да создаваш такви парчиња. Така е, да. Ама сега кога сме кај дизајните и кај она што е соработка со јавни личности. Да. Од една страна, прашањето е за стајлингот, колку е битен у суштина кога се работи, затоа што некој само го разбира така, ќе одам кај дизајнерот, ми се допаѓаат неговите парчиња и тука е завршена работа. Меѓутоа, ако тоа не се дооформи, стави во рамка со конкретен стајлинг, тогаш утката е неизбежна. Апсолутно, тогаш џабе што парчето е дизајнерско, може да е најубаво на цел свет, ама ако не е стилизирано тоа со
добра фризура, чевли кои што ќе кореспондираат со нели нормално со облеката, накитот, аксесоарите, фризурата, шминката. Сензибилитетот на личноста, на Сензибилитетот крајот на на личноста, криштата. апсолутно, апсолутно. Да, мислам, видете, сум работел и се уште работам со голем број на јавни личности, што од нашата држава, што од странство. Ја имав таа чест што ете и на самата ревија доста голем дел од тие луѓе и беа дојдени ревијата, што уште еден голем показател на Имаш и ексклузивна гостинка. Да, ексклузивна гостинка Сарајо, која што моментот што сакам да го кажам, без разлика на тие луѓе што се јавни личности, пак ќе ги напоменам, што од Македонија, што од регионот, навистина е преубаво чувството што тие луѓе те доживуваат како професионалец, ја обожаваат твојата работа и не само што сте сработници или не знам, сите го знаеме тој момент дека со такви јавни личности се позајмуваат тие креации, па тие креации ти ги враќаат, они ти прават некаков вид на реклама и тука е таа соработка. Меѓутоа, се радувам затоа што многу голем дел од тие соработници не само што работиме на таков начин како соработка, туку буквално и ги купуваат моите креации. Не е тоа само јас ќе го носам твоето парче, ќе ти рекламирам. Не, воодушевени се и тие парчиња ќе ти ги купуваат, да си ги имат кај нив во нивниот плакат и да не го облечат само еднаш, туку да го облечат 100 пати. Па ако веќе се препознале во она, нели, што било сработено, да речеме, професионално, тогаш реално е да се... Ама од една страна таа синергија која што ја создаваш со клиентите, окей. Ама од друга страна па колку го има и она другото, колку си подготвен или не подготвен да направиш компромис со лик кој што не одговара на твоите модели. Така. Видете вака сега, значи ај прво пошто нели секој ќе види се сакам јас да изгледам овака, а у суштина не. Вака, значи прво кога зборевме за стајлингот, отидов во одговорот со сосема друга насока. Стајлингот е апсолутно битен, дури и јас тоа го зборам кога гледам модни ревии во Македонија. И па искрено ова критика што ќе ја упатам, не ја опатувам како моден критичар, туку ја опатувам како моден дизајнер. Професионалец. Како моден дизајнер кој што работи своји колекции. Значи многу е битно дизајнерите покрај тоа да ја направат колекцијата, многу е битен и стајлингот на самата ревија или на самата фотосесија како ќе биде реализирана. Не може на ревија конкретно кога ги гледаме сите модели тука пред нас, па едноставно пак ќе кажам, знам дека сето тоа зависи нели и од можностите и од времето. Јас мислам креативата ако е присутна, тогаш нема алиби. Точно така, се согласувам, тоа ми беше и следното. Меѓутоа едноставно се губи цела поента и цела приказна на ревијата кога ги гледаме моделите. Една девојка е по салонки, штикли, другата е по сандали, третата по чизми, четвртата по влечки. И тука ти го губиш целиот фокус на таа ревија, затоа што не се внимава на тие детали. Парчето облека што го презентираш, твое дизајнерско парче може да е најубаво на цел свет. Меѓутоа се враќаме на тоа дека ако не е стилизирано како што треба, се губи магијата. Тој момент преска што го спомна со твоите соработници, значи луѓето имаш среќа да си обкружен. Да. Нели со луѓе што ја познаваат работата на крајот на криштата. Тој момент дека на секој му е потребен поглед од страна. Дека не можеш само на собствената. Апсолутно. Во таа смисла и стајлингот, мислам дека страшно се занемарува овде тој момент дека е потребен стилист на крајот на криштата. Апсолутно дека е потребен стилист. Затоа и го кажав моментот, нема да зборам за стајлинзи на луѓе. Зборам, значи, како моден дизајнер и како јас ги гледам
моите колеги, значи има колеги кои што ги поддржувам и мислам сите ги поддржувам затоа што сепак тука Македонија е мала земја и се знаеме сите и може да се сум рекла, не видиме. сте конкуренција едни на други. Апсолутно секој си има своја публика. Апсолутно, секој си има своја публика, дури колку и да е мал пазарот, сите си имаме своја публика. Меѓутоа само го кажувам тоа како една критика и еден совет, дека навистина не смеат да се занемаруваат тие детали кои што можеби делуваат дека се мали и небитни, ама и те како се битни. Суштински Да, на да. нешта. Дефинитивно. Јас многу сум благодарна на овој разговор и еве што го имавме тој фасцинантен повод да го направиме муабетот. Ти посакувам успешна работа и понатаму, секако знаејќи те колку многу се вложуваш во сето тоа, со каква страст го правиш сето тоа. Овако секако ќе ни изненадуваш и понатаму со Да, ќе се трудам секогаш да, мислам, пак ќе кажам, ова што го работам ми е мене прва љубов. Го работам безрезервно, вложувам колку што можам, давам се од себе, секогаш максимум во било која колекција, ниту една колекција што сум ја направил не ја подценувам. Се враќам само и на почеток на еден муабет што го разговаравме и ми дојде во мисла, ама заборавив да го кажам, дека последната колекција е најдоброто од тебе. Јас се водам по таа логика, не се ни сеќавам сега кој дизајнер го имаше тоа изјавено како една изрека, дека ти си добар дизајнер колку твојата последна колекција. Така да ќе се трудам секогаш да бидам добар дизајнер и да бидам подобар и подобар и подобар и да го работам тоа што сакам да го работам. Ти благодарам најмногу за убавите зборови и денес и пред неколку дена на ревијата, затоа што уште ми одзвонуваат твоите зборови во глава. Навистина беше задоволство што бев денес тука и фала ти уште еднаш. И на крајот на криштата за креативците нема легнување на ловорики, туку мора да се и понатаму да се докажуваат. Точно така. Меѓутоа, она што е направено сепак е доказ за целиот труд и инвентивност и се она што го носиш како креатива. Така е, фала ти. Ти Благодарам. Ти благодарам и тебе. Вам ви благодарам за денешното внимание, се надевам дека уживавте. Се гледаме.